Почитувани, добар ден. Време е да го започнеме најновото издание на Црвена линија. Општините, центар и аеродром со одлуки на советите донесоа препорака да се забрани користење на мобилните телефони од почеток до крај на наставата. Препораките се прифатени од училишните одбори и мобилните телефони од неодамна се забранети. Родителите бараат без телефони во сите основни и средни училишта. Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски оцени дека забраната за мобилни телефони во училиштата е позитивно решение, а министерката Весна Јаневска на прашање дали Министерството за образование и наука може да донесе општоважечка одлука по ова прашање, изјави: општините се надлежни за училиштата и тие може да донесат одлука за забрана на мобилни телефони за време на наставата. Во Црвена линија ќе поставиме неколку прашања. Со забрана на мобилните телефони во училиштата, дали учениците ќе се фокусираат на учењето според вас? Ќе се зголеми ли успехот на учениците? Дали владата треба да донесе одлука за забрана на мобилни телефони во сите училишта? Дали со право родителите бараат без телефони во училиште, а тие им дозволуваат да ги носат телефоните на училиште? Зошто им требаат мобилните телефони на децата во училиштата? Тоа се низа прашања кои се поврзани со денешната тема во Црвена линија. Меѓу другото, дали сте за забрана на мобилните телефони во училиштата? Има многу прашања, секако ќе ги слушаме од вас одговорите, верувам, ова денешно издание на Црвена линија, но имаме и прашање кое што ќе ве пречека ако ја заследите Телма телевизија на Инстаграм. Секако кликнете на Инстаграм стори и на тоа прозорче ќе се отвори денешното прашање. Тоа дали треба да се забранат мобилните телефони? Имате, како што гледате, 3 опции за одговор. Под А – во основните, под Б во средните училишта, под В во основните и во средните училишта да има забрана, или пак под Г не треба да се забранат. Кликајте на вашиот одговор, ќе сумираме во проценти и резултатите ќе ги соопштиме конкретно во издание. Секако ќе ни биде најдраго да и оваа Црвена линија секако ја креирате вие, да ви има во голем број, но и особено ќе ни биде драго да сите оние кои што се дел од оваа проблематика, како лица кои што се составен дел од образовниот процес, просветни работници, но и родители, еве активно да земете учество во ова денешно издание на Црвена линија и секако да ги дадете вашите одговори. 02307-005 е телефонскиот број кој што ве дели од учеството во Црвена линија. И секако една техничка напомена, секогаш кога ќе го завртите нашиот број, имајте во предвид целосно и да го намалите тонот на ТВ приемникот. Подобро да се слушнеме, секако да не се исклучите, бидејќи ако не се стори, најчесто гледачите имаат чувство дека некој друг зборува на линијата наместо вас. А и добро да се слушнеме. Значи, јас и вие зборуваме телефонски. Па, ако сте подготвени, можеме да почнеме. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Сега вака да ви кажам, за мобилните телефони треба се забрани во основните и во средните училишта. Комплетно да не ги носат децата од една причина. Да не се организираат за некои други несакани работи, бойкоти и ред други работи, како што се случуваше во минатото. Јас сум подршка за тоа и сите градоначалници на територија на Република Северна Македонија да подимна ингеренција со школите да го направат тоа потхитно. И самите деца ќе бидат свесни за она што треба да го сторат, да го научат и да го следат, а не да вртат на телефони за време на настава. И сум и за професорите да имаат службен телефон, додека се на работно место, не приватен телефон. Тоа е едно. Втора, за кратко малку од темата. Има позачестена контрола на полиција во сообраќајната. Нека нашиот министер Тошковски нека ги научи полицајците да носат капа на глава и стопалица. Застануваат без капа на глава, без стопалци. Не се уочливи за другите учесници во сообраќај. Тоа е невидена работа. Добро, ќе го земаме тоа во предвид. И според вас, каде се треба да се забранат мобилните телефони? И во основните и во средните? Или само во основните, или само во средните? Во средните, како што кажав,
и за професорите да им се даде службен телефон на нив. Благодарам многу за одговорите. Со вас го започнуваме ово издание на Црвена линија и да не забораваме една многу важна напомена, а тоа е, драги мои, активно учество во Црвена линија секако можете да имате во ова денешно издание и преку социјалните медиуми. Значи, заследете не на Facebook, Црвена линија е нашиот профил и секако профилот на Телма телевизија, каде што редовно ги објавуваме темите. Продолжуваме со вклучување на гледачи, а нешто подоцна ќе почнеме и со читање коментари. Пишувајте. Добар ден. Добар ден, Тина, ако сум ја. Да, вие сте, повелете, ве слушаме. Ленчо од Трајанова е. Драго ми е. Не ве разбрав? Како сте ме прашавте? Дали се представивте, јас така ве разбрав. Да, така. Да, реков, драго ми е што ви имаме во Црвена линија. Па еве, кој е вашиот став однос на носењето мобилни телефони на училиште? Јас вака од искуство од дома, од внучиња, од што слушам дебатирање по телевизија вамо, ја мислам дека до 8 деление не треба да носат, затоа што има многу деца што не можат с телефоните ни да почнат да зборуваат и немаат не можат ни една реченица да 4 години, 5 години не може реченица да состави само тоа што беше повеќе на телефон. Сега тоа се зборам за малите деца. А овие од средните училишта, па гледам дека телефоните мислам дека им помагаат, затоа што имаат некоја перцепција, да кажам, еден кажал ова, друг кажал тоа и некако си подпомагаат еден на друг и ете, и умови се ствараат од тоа, да кажам. Ја многу не сум стручна, али од она што слушам по дебати по ова пона. Така да, моето мислење од средно може да. Благодарам многу за тоа што го споделивте вашето мислење со останатите гледачи. Еве, секако потсетувам сите вие и родители и оние кои што сте директно инволвирани во образовниот процес, верувам дека и како имате одговори на денешните прашања од Црвена линија. Ке потсетиме, имаме повеќе прашања, значи дали сметате дека со забрана на мобилните телефони во училиштата учениците ќе се фокусираат целно на наставата, дали владата треба да донесе одлука за забрана на мобилни телефони во сите училишта, ќе се зголеми ли на овој начин и успехот на учениците. И дали со право родителите бараат без телефони во училиште, а всушност тие им дозволуваат да ги носат телефоните на училиште. Добар ден. Ало? Добар ден, ве слушаме. Ало, добар ден. Повелете. Па, во врска со прашањето за забрана на мобилните телефони во училиштата, мислам дека не треба да се забранат, туку треба да им се објасни од дома секако зашто служи телефонот. Зошто е потребен телефонот, мобилниот телефон, особено во времињава какви што живееме. Што треба да се спушта, што не треба да се спушта, што треба да се чита, што не треба да се чита. А мобилните се потребни, инаку зошто би ги измислиле? Тоа е моето размислување, не знам. Така, добро. Благодарам, Куси, но секако јасни останете со нас да слушнете и останатите гледачи какви одговори ќе дадат. Меѓу другото, сега ќе ве префрлам на Facebook за да видите како изгледаме таму. Значи, заследете Црвена линија, коментирајте, бидејќи коментарите се активно учество во ова издание. Црвена линија прашува дали сте за забрана на мобилните телефони во училиштата. Лазар Станоевски го напишал следното: не сум за целосна забрана, туку за ограничено користење. Телефоните не треба да се користат на часови, но можат во паузите или за учење со дозвола на наставникот. Училишниот персонал ќе има проблем да ја спроведе забраната, па да не биде како обично секое чудо за 3 дена. Важно е баланс, а не строга забрана. Поздрав, драга водителка. Поздрав и до вас, благодарам господине Станоевски што активно учествувате во секој издание на Црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Ке ве замолам малку повеќе погласно, бидејќи навистина не ги слушам гледачите нај. Добар ден. Добар ден, повелете. Да, јас сум за забрана,
се разбира додека се часевите, а за на... Ало? Да, продолжете. А за на одморите мислам дека може да се исклучат, а додека е часот да биде исклучен телефонот, за децата да се концентрираат на часот, а не да се дефокусираат на телефоните. Али сепак мислам дека домашното воспитување е најважно. Децата се воспитуваат. На сите млади родители ни давам ја како повозрастна, а до 7 и 8 година да обртат големо внимание на своите деца. Дете до тогаш се воспитува, до 7-8 година. После више детето е испуштено. А ако некој од родителите не знае како да си го воспита детето, ќе се консултира со педиатри, психолози, со некоја пријателка што знае повеќе. Значи не треба да се срами, треба да прашува, да чита и да си го воспита детето. Кога детето е воспитано, ни еден порок, ни телефони, ни дрога, ни ништо нема да биде, или у минимум ќе биде. Ќе проба и ќе се откажи. Тоа, инаку, може малку да се пофалам за мојата внука? Ајде да ве слушам. Вака, мојата внука е 4-ти клас гимназија во Велес, учи во клас, моли? Добро, учи во клас. Учи во клас, сега нема се да кажем, можеме караат. Во клас, се се најјаки ученици на сите времења до сега. Значи, цел Велес знае колку децата учат, како некој да ги бирал, сите учат, мислам да употребам некој повакав остар збор, значи ненормално учење. Благодарам. Имајте во предвид дека 90 секунди едно вклучување и јавување. Секако браво и честитки за успесите на внуката, но и подсетување да се држиме, ве молам, до темата за гледачите кои што можеби подоцна ќе се вклучат за да нели имаат точна представа што бараме и какви одговори во ова денешно издание на Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Исто и до вас голем поздрав. Благодарам. Јас би се сложила со третото под В, што го имате дадено и за основните и за средните училишта. Да има забрана, тоа е во однос Да на има забрана. Не може детето да гледа и во телефонот и во наставничката и да прати програмата. Затоа се исклучуваат скрос од учењето, по агресивни се на телефонот кој им звони и како им звони. Ве слушаме. Јас имам и уште еден предлог. Што се пратениците во собранието и тие да ги остават телефоните кога имаат седница и тие исто како децата гледаат само во телефоните. Може и кај нив да се забрани. Ви благодарам и пријатно попладне. Благодарам многу. Секако ова попладне останете со Црвена линија. Благодарам за учеството и секако за одговорите, а останете за да слушнете и останатите гледачи што ќе кажат во ова денешно издание. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Да. Одлично. Малку погласно и појасно. Повелете. Миру со поред телефон. Видете, јас гледачката пред мене ми ги земам зборовите. Тоа требаше телефоните од старт да се укинат, значи. Тоа е факт. Тоа е број 1. Него вчера неколку пати вртев за таа тема, дали би многу сакам да кажам па збора. За вчерашната тема, за струјата. Неколку пати вртев, телефонот звонеше, не бе поклучен. Не знам додека пратев емисијава дали некој го кажа тоа што сакал да го кажам. Го заборавија луѓето долгот на Рачиново. Сега некој треба да го плати, тоа сме ние. Тоа ми беше многу мерак вчера да го кажам. Сега, Еве го кажавте денес. Значи вие сте фала ви, тоа ми беше повише да го кажам негова. Фала ви. Треба и ова да ви биде повеќе и секое наредно издание да не учествувате редовно. Ја реков тоа апсолутно не требаш телефони да се поверат од дете да го праќате со телефонот што. А наставникот, учителот, професорот треба да ги има од родителите бројките. Ако има некој проблем, да се јави. И пријатно со здраве. Тука е стој цитат, завршен. И нема тука што да дискутираме, рекла, казала. И убаво рече жената, тоа пратениците треба вратете на нас за Шилегов како игра игрици у парламент. Еве, еден пример. Фала, пријатно.
Благодарам многу што сте редовни и секогаш активни во секој издание на Црвена линија. Да се навратиме на темата, се разбира, ќе ве подсетам да кликнете и на telma.com.mk за да бидете целосно, навремено информирани, секако квалитетно и секако кога ќе впишете на пребарувачот мобилни телефони, ќе излезат и вести кои што можеби не се од почетокот на оваа година, но се врзуваат токму за денешната тема. На 15 септември минатата година европските училишта најавија дека ја ограничуваат употребата на мобилни телефони поради здравствени причини. Односно, неодамнешните истражувања укажаа на алармантната врска меѓу прекумерното време поминато пред екранот и негативните последици по менталното здравје и способноста за учење кај децата и младите. Например, едно истражување на Организација за економска соработка и развој препорачува ограничена и одговорна употреба на мобилните телефони во училиштата. А денес Црвена линија поставува повеќе прашања. Со забрана на мобилните телефони во училиштата, дали сметате дека учениците ќе се фокусираат повеќе на учењето? Дали и сметате дека со тоа ќе се зголеми и успехот на учениците? И дали владата треба да донесе одлука за забрана на користење мобилни телефони во сите училишта? И дали со право родителите бараат без телефони во училиште, а тие им дозволуваат да ги носат телефоните на училиште? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Благодарам. Ја не знам кога е дозволено да се носат телефони во училиште. Дали има таква одлука, дали има таква законска одлука до сега донесено. Се сеќавате ли е? Јас не се сеќавам. Ало? Сега најверојатно се бара да биде законски утврдено точно кој да не се носи целосно, така да најверојатно до сега и се носеле мобилните. Дали има законска одлука да се носат телефони учениците како прибор да го носат во училиште? Како законска обврска на учениците е да носат тетрадки, да носат моливи, да носат книги. Тие помагалше Шестар, Лејиро. Меѓутоа, јас не се сеќавам некојаш да е донесена одлука да се носат телефони. Така да, апсурдно е сега да се носи забрана. Значи, таа никогаш не била дозволена. Сега да се носи забрана. Не треба да се носи забрана. Таа не била ни дозволена. Значи, апсолутно не треба да се носат, што не е, никогаш не било изгласана да се носи телефон. И се сложувам дека тие повеќе штетат од го користат за учениците да се носат за време на час. А не само тоа, него треба да се забрани и на професорите, учителите и не знам кои се таму просветни работници да носат телефони на час. Не треба и тие додека предаваат и со телефонот, ало ми се јави ќерката, директорот или ова. И за нив треба забрана. Значи, апсолутно сум за да не се носат телефони за време на школскиот часопот. Така, благодарам многу за одговорите. Останете со нас. И како што напоменавме, ќе ги читаме и коментарите. Еве какви одговори добивме на денешното прашање. Дали сте за забрана на мобилните телефони во училиштата? Сашо Бетовски го напишал следното. Забрана, да. Бидејќи има случаи каде што се снима наставникот или наставничката испровоцирани од однесувањето на поединци кои со непристојни гестикулации сакаат да бидат интересни на TikTok и слични апликации. Благодарам за учеството, господине Бетовски. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па забрана во секој случај, бидејќи то знаење што треба со кое што треба да се стекнат, мислам, како луѓе, како идни, што ти ја знам, возрастни луѓе, треба да го добијат од наставниците, од професорите. Така да мобилен телефон не им треба. Програмата професорите си ја знаат што треба да им предадат, мада во мобилните телефони се мини компјутери сега, така да нема што нема во нив, меѓутоа програмата шо? Тој ќе шари со мобилниот телефон, ќе игра таму, едно друго ќе се интересира за други работи. Во секој случај забрана. Значи забрана за мобилен телефон,
дури е на час, треба да се посочи, да вниманието да си го посочи во предавањето кое што му го дава професорот таму, а не да самиот си бира таму да игра со телефонот и што ти ја знам да снима или да му покажува на колегата некои работи или било што. И нема што нема во телефоните сега. Тука е цела работа. Толку од мене. Благодарам. Останете со нас. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, господин Живко. Живко на телефон. Ве познавме, па еве, кој е вашиот став однос на користење мобилни и носење мобилни телефони за време на настава? Јас мислам дека во утринската програма кај вас беше гостинка хигиеничарка на едно училиште во Скопје, ама не знам кој е. Кога ја праша која е работната задача твоја, таа рече вака: јас одам пред учениците, отварам што треба работам и при влез сите ученици телефоните треба да ги соберам, да ги ставам таму, сигурно си има некој шкаф, и без телефони. Ете го одговорот мој, никакви телефони во училиште. Немам што да дискутирам за телефони, како тоа. Меѓутоа, дека сега ние сме, мислиме, одиме напред со тие телефони, па уште кој ќе се родиме, купуваме, тоа е друго. А знаеме да кукаме скапа ни е струјата, скапа ни е ова, па му купуваме на внуците или на децата айфони од многу пари и што ти ја знам. Ама што ме струјата или нешто друго или лебо, одма знаеме да викаме дека се е скапо. Така да во никој случај телефон нашколо не оправдувам. Не оправдувам. Не знам што друго би ви кажал, има уште малце време, али точно ја погодивте темата, телефони не. Реков во вашата емисија, најверојатно беше са утринска програма, точно кажа, али не знам кој е училиште. Точно така треба. Благодарам многу за учеството и во Црвена линија. А кога ќе се навратиме на веста која што е од септември минатата година, интересно е што во јули минатата година, откако и го доби вториот мандат како председателка на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен вети дека ќе се справи со зависноста од социјалните мрежи и онлайн насилството, повикувајќи се на распространетата загриженост од негативното влијание врз менталното здравје и благосостојба. Еве што изјавила тогаш: се повеќе гледаме извештаи за она што некои го нарекуваат криза на менталното здравје. Ке го спроведеме првото европско истражување за влијанието на социјалните медиуми врз благосостојбата на младите. Им го должиме тоа, додаде тогаш таа. Што се однесува до правилата, односно и употребата на мобилни телефони во рамки на настава и носење на училишта, ке подсетиме дека некои европски земји размислуваат или веќе имаат воведено забрани за користење на мобилните телефони во училиштата или рестрикции воведени за нивно користење за време на траењето на часовите. Такви земји се Белгија, Франција, Холандија, Италија, Шпанија и Грција. Дали сметате дека и кај нас треба да се воведе забрана за користење на мобилни телефони во рамки на наставата? Дали сметате на таквиот начин дека ќе се подобри и фокусот, но и успехот на учениците? Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до тебе. Голем поздрав и до вас. И како повелете? Јас ќе кажам, значи на запад сега се забранети, например во Германија е забрането. Јас имам внучина таму, значи телефонот може да го носи, ама исклучен. Значи тоа е исто како да не го носи. Значи кај нас треба телефони да се забран. Сега би сакал на една тема, мастоше сакам многу да се јавам, ако може само еден предлог. Ако може во вашата емисија во Код или било која да се викне од Евана представник и од владата за струјата. Единствено Македонија нема договори со Евана. Значи не може пари да земат на црно. Значи на куќа која не живеам, а плаќам 3000 струја. Сега ќе ви кажам, половина милион, се извинувам што бегам од темата, половина милион, ако има приклучите, по 3 евра, ова е 1,5 милион пари украдени.
А имаме по 50, по 100 евра. Еве, овде во Комшило, бидејќи живеам на село, по 50 и по 80 евра плаќат 100 евра струја. Значи да се викне во ваша емисија, представи си, значи да не се плаќа струја на црно. Значи мора да склучиме договор. Без договор никој да не плаќаме струја. Значи, Добро, и ве молам, еве и ова е битно. Дали треба да се забранат мобилните во основните според вас, во средните училишта, во основните и средните, или не треба да се забранат? Треба да се забрани. Значи како ние живееме, значи без мобилни, така може и сегашните деца. Значи не може некој му дал 1500 евра за тајфон, а да има телефон. Значи не може. Телефонот не е за во школо. Добро, пријатно, благодарам за учеството и сега кој веќе подсетам, вчера зборувавме во однос на оние сметки кои што голем дел од граѓаните за струја ги добија далеку повисоки од вообичаеното, но денеска Црвена линија зборува и бара од вас, особено еве ќе ги охрабрам повторно и родителите, но и сите оние кои што се директно вклучени во наставниот, образовниот процес, дали сте за тоа да се воведе целосна забрана за користење на мобилни телефони во рамки на наставата и дали сметате дека на таков начин ќе се подобри успехот кај децата, фокусот во однос на наставата и така натаму. Добар ден. Ако сум на линија. Да, повелете, ве слушаме. Благодарам, поздрав, добри. Вака се моето размислување. Прво, во принцип сум телефоните да бидат забранети, значи за време на наставата. Затоа што прво ученикот отишол да учи тамо, да стекне знаење, а не меѓу себе во паралелката во класот, наставникот да не може да одржи методска единица да предава. Затоа што меѓу нив децата некои разговараат, некои си пишуваат пораки и слично, меѓутоа, значи тие се таму отидени за учење. Сега родителите се ако ми дете треба да му кажам на детето, нема што да му кажете на детето. Детето ако има проблем, има телефон во школото, ќе се јавите во школото и значи освен фикно значи на пауза ќе биде известено детето што треба да се направи и така натака. Значи за мене лично и до 4-то, до 8-то и средно. Значи фактички децата што има потреба од телефонот за време на наставата, некој нека ми објасни. Значи дали тој треба некаква функција да врши, дали некој треба да го побара за некаква работа. Тој има основно отвори тетрадката, читанката, читај, пишувај, шкртај што треба да правиш и ништо повеќе од сето тоа. Зошто му е телефонот, не знам. Дури подобро и да не го носи телефонот од дома до на школа, отколку да го носи. Затоа што, значи, за време на наставата, тој има една единствена задача, да го прати наставникот, да прати програмата. Така, благодарам за одговорите. Ајде, како одговорија оние кои што сега го коментира на Facebook, на прашањето дали сте за забрана на мобилните телефони во училиштата, Цветанка Стојановска го напишала следното. Владата подхитно да донесе одлука за забрана на мобилни телефони во сите основни и средни училишта. И ако некој ученик е фатен со телефон, да бидат санкционирани и родителите. Со ваква одлука би требало да се подобри квалитетот на наставата во училиштата и успехот кај учениците. Поздрав! Голем поздрав и до вас, госпоѓа Стојановска. Благодарам за коментарот и учеството. Продолжуваме со гледачи во живо. Добар ден! Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Вака, дали сте за забрана на мобилните телефони во училиштата? Па по мене треба да не носат во училиштата мобилни телефони, односно класната или оделенскиот наставник си има контакт од родителите и што и да треба ќе ги извести нели навремено. Децата нема потреба да ги носат телефоните во самите училишта поради овие TikTok, Instagram предизвици и слично. Така да тоа би било добро да е така. Или да ги носат, но да ги остават на одредено место. Значи, дали во шкафче, дали и на крај да си ги зимаат за некај дома. Но на настава да не се со телефон во джеб. И сега уште едно да додадам околу тема, ако може да ви предложам, или ако може да ви предложам гостин во вашава ТВ куќа во Телма. Дали може вие како Црвена линија или не натикате од никој како, министерот за здравство
да го поканат на гости и да го прашат за проектот Ало докторе, дали и кога ќе се врати. Така, Црвена линија добро се сеќава дека ова го предложивте пред некој десетина дена, ако не се лажам, така да еве дискутирано и верувам дека што поскоро Црвена линија ќе излезе во пресред да ја поставиме и оваа тема до граѓаните. Благодарам многу за вашето ало во Црвена линија, секако што дадовте активно учество и одговори на нашите денешни прашања. А во однос на забраната за користење мобилни телефони во училиштата, еве како некои земји уште веќе од минатата година го сториле тоа, и тоа земји од регионот. Во Босна и Херцеговина, со цел за да се потигне поголема социјализација меѓу учениците и да се спречи малолетничкиот криминал, неколку училишта минатата година, подсетувам, во Босна и Херцеговина забранија внесување мобилни телефони во училниците. Сепак и покрај парламентарната иницијатива за проширување на оваа пракса, таа се уште не е имплементирана во повеќето образовни институции низ целата земја. Според една студија на УНИЦЕФ и Агенцијата за регулатива на комуникациите во Босна и Херцеговина, секое второ дете во Босна и Херцеговина под 11 години има профил на некоја платформа за социјални медиуми. Повеќе од 50% од децата доживеале нешто непријатно на интернет, а над 85% од нив не разговарале со никого за тоа. Па денес Црвена линија прашува дали сте за тоа да се воведе целосна забрана за користење на мобилните телефони во училиштата. Дали сметате дека на таквиот начин ќе се социјализираат повеќе децата, како што сметаат и во Босна и Херцеговина, ќе имаат повеќе фокус кон наставата, а секако и ќе се подобри нивниот успех во училиштата. Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете, ве слушаме. Редовно ве следам, меѓутоа прв пат се јавувам. Драго ми, верувам ни последен пат. Не, јас сум за забрана. Затоа што не треба училиште да ги забранува телефоните. Тоа е од дома, од родителите. Значи, родителите не треба да дозволат прво да им купат телефон на мали деца, па да ги имаат на училиште и сето тоа. Сум за забрана. Моите внуци немаат телефони, барат, но немаат никакви. Тоа е тоа, по мое. Значи не треба да имаат телефон. Толку од мене. Благодарам. Куси, но сосем јасни. Секако драго ми е што ве за прв пат се вклучивте во Црвена линија и ќе повторам, верувам, не и последен пат. Останете секако со нас. Ве префрлам на Facebook, пристигаат многу коментари, драго ни е за тоа, бидејќи тоа е и активно учество. Славица Данилова го напишала следното: но да важи и за наставниците да не напуштаат часот, да разговараат и мантили да носат место минич. Најверојатно се мисли на мини издолниште. Благодарам многу, Славица Данилова, за коментарот. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Голем поздрав од Црвена линија сте, повелете. Поздрав многу до емисијата. Благодарам. Многу што сакаше да кажам, претходните се кажаа, сум за забрана на мобилни телефони во училиштето. Така ете малку од ваш агол да образложиме зошто сте за забрана. Па зошто? Оти кога имат проблем они се јавуваат од наставничката малите, а средношколците исто така ќе се јават од професорите. Дали сте се уште на линија? Да, на линија сум. Продолжете. И мислам дека нема потреба они што е тоа телефон у джепот, па кога одат по патот дури не може да одат очите у телефонот. Па и на школото. Ма јок бре, какъв телефон на мобилните никој у школото. Јас сум за тоа. Така, еве што сметате дека ќе се подобри доколку се воведе ваквата забрана? Па друго е. Он нема да зјае цело време у телефон, он не зјае у учителката, он зјае у телефонот цело време. И ги провоцират наставниците, професорите. Дали е тоа да се забранат? Така.
Да се забранат во средните, во основните училишта и во средните и во основните И во двете. Додуша не кај нас во Демиркапија децата мали не носат телефони. Така, благодарам многу и вам за одговорите. Одиме повторно на Фейсбук. Бубо Крстев напишал: нашите деца се затвореници, немаат никакви права, немаат јадење, немаат услови никакви, општи материјали за работа во 21 век. Затворениците имаат повеќе права, телефони, јадење, слободни викенди. Министерката некна ја слушам, ќе ги праќала учениците да вршат обштествена работа. Ало, министерке. Добро, благодарам многу господине Крстев и вам за одговорите. Преку коментар, добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Се слушаме добро, така? Да, одлично, повелете. Вака сега, телефон не можете да му забраните да има детето. Дури срамота е да нема денес телефон уште од мали нозе. Меѓутоа, за во училница, јас да ви кажам, кога моите почна внуци да учат, кога разбрав дека телефоните мобилни им се во тачната на час, па што правите да им викам вие? Па ништо, вика, ние си дзиркаме од телефонот, да наставникот предава. Па каква е таа концентрација, вемо? Па тоа во сите културни земји, телефоните ќе си направат место, ќе си ги остават таму на страна безбедно, после надвор може да прави што сака. Еве ги гледам и во друштво. Тие седнале на маса, се дружат, сите зјапаат у мобилниот и се дружат. Па и да го прашаш нешто, не знае за што зборува. Сваќате ли? Тоа е голема предност за, да речеме, денешно време за комуникација. А за други потреби, за информирање. Ама за комуникација, па тоа е оттуѓување на луѓето, па тоа нема врска, тоа значи еден со еден не се познаваат, се прават преку интернет. Значи нема личен контакт, нема човечки однос, така да тука апсолутно телефон, како знаат и умеат во училница да не се види, па и нека има и големи казни, да им текне дека не смеат да го носат и скришум и званично. Благодарам. Така, благодарам што се јавивте во црвена линија. Кога зборуваме за земјите од регионот, еве во Хрватска минатата година во однос на забраната за користење мобилни телефони во текот на настава и секако во процесот на образование, во Хрватска не постојат единствени правила и Министерството за образование барем минатата година немаше донесена одлука во врска со ова прашање. Сепак некои училишта уште минатата година, потенцирам бидејќи ова е вест од септември минатата година, решија да им забранат на учениците да ги користат мобилните телефони во текот на целиот школски ден, вклучувајќи ги и одморите помеѓу часовите. Одлуката е спроведена во неколку хрватски градови, како што се Загреб, Сплит, Риека, Осијек, Задар. Едно училиште во Сплит пак им забрани на учениците да носат мобилни телефони во училиштето, тврдејќи дека забраната за користење не е доволна. Добро, благодарам секако што сте еве активни во ова денешно издание на Црвена линија и ќе подсетам, продолжете и со коментари, но и со јавување и еве апелираме во ова денешно издание да се вклучат и родители, секако и сите оние кои што се директно инволвирани во образовниот процес. Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете. Поздрав од општина Сарај. Поздрав големи до вас секако. Јас сум не строго, најстрого да има барем за основното образование што се децава да имат мобилни телефони. Но, од друга страна, би се согласил да имат мобилни телефони децава само овие непаметни телефони, како што беа од почеток, за услуга ало само, и што повеќе, а да не им дават да имат, како што овие паметни телефони сега што ги викат, тие не се паметни, најбудали што се, што не будалија и децава и нас не гнјаваат тука. Обичен телефон, мобилен, добро да има дете. Мамо вамо сум, тамо сум, тато вамо сум, тамо сум, кај сте, што сте, само да се слуша, а ништо да нема никаква друга можност со телефонот. Јас за тоа би засловил да има децава телефон. Да примера како мојот телефон, јас имам Nokia 51 и би служи на ало, како да се слуша.
не би треба за други операции да има. За тоа би се сложил да имат. А за паметни да го злоупотребуваат децата, тоа не е решено. Благодарам и поздрав. Големо благодарам и вам за одговорите во црвена линија. Ве префрлам на Facebook и ве дел од останатите коментари. Билјана Николовски напишала да, и тоа со закон и во сите и основни и средни училишта. А за нивни потреби во школото имаат компјутери. Благодарам и поздрав до сите вработени во Телма. Благодарам многу за поздравот, секако ве поздравуваме, Билјана, и ви благодариме што еве дадовте удел во ова денешно издание. Добар ден. Добар ден. Добро, еве ќе потсетиме, црвена линија всушност постави неколку прашања денес. Едно тоа дали сте за забрана на користење мобилни телефони, односно носење во училиштата, дали ви се чини дека учениците повеќе така на тој начин ќе се фокусираат на учењето, на тој начин дали повеќе ќе им се зголеми успехот, и еве дали сметате дека можеби на тој начин и ќе се зголеми нели социјализацијата помеѓу учениците. Добар ден. Ајде, добар ден, Тина. Поздрав до вас, господине Никол. Поздрав до вашата екипа што ме уклучија. Поздрав до сите слушатели, гледачи што се јавија во текот на денот. Нека напомош денешниот ден празник и да се дочекаме Свети Трибун. Ова тема не треба воопшто да се постави. Зашто? Како 2 и 2, не убаво, како 2 и 2 што се 4. Значи, строго да се забрана телефоните, во секој одделение да си имаш капче. Како ќе дојдат да си стават ученици? Па посем школа што сака, со кого сака да зборат. Тоа не треба. Дали ќе има вака отворено некој ефект, ако сите кажуваме дека не треба? Значи, министерката тоа се решава за 24 часа, која ќе даде закон забрана и готово. Ама не тоа дете било на тој или на овој или на тој доктор или на тој судија. Значи, може да се реши. Тоа што рековте, појќе ќе внимаваат на школо и појќе и успех имаат. Значи, може да се реши, ама не се сака, не се сака. Кај нас многу работи не се сака, а може да се решат. Значи, да не должам сум, тотално да се забран. Во шкафче и 5, 6, 7 часа кој колку има, да не го допре. Ама не чекај на татко ми да се јавам или ова. Нема. Ако има потреба класната, од незиниот ќе се јави кај родител и овона. Значи да дефинираме, строго да се забрани, ама тоа нема желба. Благодарам за учеството и секако за одговорите. Добар ден. Добар ден. Убав ден и вам. Па еве, дали сте за тоа владата да донесе одлука за целосна забрана на мобилни телефони во сите училишта? Добар ден. Дали може еве, дали се слушаме добро? Јас малку ми исчезнувате. Ме слушате добро ли? Продолжете. За жал, гледачот најверојатно конекцијата не беше како треба, па не го слушнавме многу и најверојатно ниту тој. И ве го храбрувам повторно да го заврти нашиот број 02307005. Ги охрабрувам секако и родителите и сите оние кои што се дел од образовниот процес да дадат одговори во ова денешно издание на Црвена линија. А на нашето прашање дали сте за забрана на мобилните телефони, за користење се мисли на мобилните телефони во училиштата, еве што има напишано господинот Целе Алексов. Не. Но ако треба да носат, нека донира државата. Оти за некоја наставна програма која е смислиле Министерството за образование, по джеп е удрен народот, поготово сиромашниот. Треба да имаат ист телефон, не богатите деца побрз, сиромашните поспор. Се сеќавате на акцијата компјутер за секое дете? Поздрав од Букуреш. Благодарам, господине Алексов. И еве, ќе ни биде драго ако и надополните да ни кажете како е во Букуреш секако во однос на дозволата или пак подобро да речам забраната дали постои за користење на мобилни телефони во училиштата. Добар ден. Добар ден, Тина. Убав ден и вам, во Црвена линија сте. Фала многу, поздрав до вашата телевизија. Благодарам многу. Поздрав до
почитуваните слушатели и гледачи. Благодарам. Моето размислене е следно. Децата треба да бидат задоволни со све што е можно да му се пружи од страна на родителот. Против сум забрана носење на телефон, меѓутоа, кога влези во дворот на училиштето, да го исклучи. Видите, јас моите деца ги воспитав многу строго. Сега едниот е управник, другиот е шеф на кујна, на голема кујна, али не овде во странство. Значи, детето бара големо внимание. Не е само телефонот. Тука да не чепка пари, да не чепка оружјето во куќата ако го има, да не носи други работи во джепот. Детето се учи од дома. После на школа тоа е додатно. Значи, против сум на децата да му се забрани, да му се удоволи барањето све, али да се воспита да не го користи штом ке влези во училишниот двор. Палатинче, многу пријатно. Големо благодарам и вам. Секако останете со нас. А еве Борчо Иванов што има напишано. Наместо на одморот да се дружат, децата се на мобилните. Воопшто не си ги познаваат со учениците од сопствениот клас. Благодарам многу господин Иванов, еве и за вашите одговори, што значи еве поставуваме уште едно прашање, дали сметате дека ќе се подобри фокусот со целосна забрана на користење на мобилни телефони во рамки на училиштата и дали тоа ќе помогне и да имаат подобар фокус, подобар успех и секако поголема социјализација на одморите меѓу нив. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Ние сме за забрана на мобилните телефони да се носат во училиште. Бидејќи тие одат на школа, а не одат на забава. Ама телефонот им го одзема вниманието. Тоа не може никогаш да се случи, да се воведе. Професорот си предава, они си гледат у телефонот, си пишат пораки. Зошто мислите дека не може никогаш еве да се донесе таква одлука, да речеме од владата, да има забрана за користење мобилни? Па нема да ги проверуваат учениците. Ако сака ќе го скрие од джепот и кај сака ќе го скрие, пак ќе го носи. Тие што научат со телефонот и почарафи ќе го скрие, пак ќе го носи. Ама голем пример им дават и наставниците и професорите. И тие носат телефони. И тие зјапат цел ден во телефоните. Еве иди негде на гости. Сите гледат со телефоните, не ти обрнуват никден пажна и во канцеларите, никоја институција не функционира. Сите зјапат со телефоните, ја не знам што е толку интересно у телефоните да зјапат. Ја порано ние имаме телефони, па не смееме на школа кога одеме, еве ја го гледа случај, не смееш да се нацрвиш, а не они обецки, панкери, на очите обецки, сега на... Ајде што ќе збориме. Нема никаква власт. Во ова беззаконие. Чао. Благодарам многу за вашето учество. Останете со нас. Добар ден. Добар ден и поздрав. Поздрав и до вас. Повелете. Исклучително ја поддржувам иницијативата да се забрани, па макар од страна на училиштето да се забрани носење на телефони се додека трае училишната настава. Значи, од влезот во училиште на ученикот до неговото заминување, тој не треба да има во себе си телефон. Зошто го велам ова? Има милиони примери зашто. А најосновниот пример, причина зашто, заради тоа што децата сватија и мислат дека телефонот им е составен биолошки дел од нивниот организам. Абре, ќе заборават и другари да бидат, ќе заборават да го љубат другиот човек, ќе заборават и деца да прават и да не се прават многу овие
родители модерни или дедовци, децата биле вакви, такви и онакви. Тоа е единствената шанса каде детето ќе биде 6-7 сати одделено од телефонот. Па човекот е биолошки створењеве. То туку се занесуваат со тоа, демек мака требало он. Така, благодарам за одговорите. И на брзина да ги прочитаме и коментарите кои што пристигнаа во однос на прашањето. Туркан и Биши напишал, треба да се забрана телефоните по сите школи. Сали Османи напишал, според тиктокот мора да има забрана итно. Ангел од Велес напишал секако забрана на мобилен телефон во училиштата, а Несторовска Виолета за подобар успех и социализација на учениците. Јас сум за забрана на мобилните телефони и во основните и во средните училишта. Исто така и наставниците да не разговараат на мобилен телефон за време на часови. А оние кои што зема активно учество во денешната анкета, еве ги и резултатите. Дали треба да се забранат мобилни телефони во основните училишта? Дека треба, одговорија 23%. За забрана само во средните 3%. За забрана и во основните и во средните училишта одговорија 62%, а под Г дека не треба да се забранат одговорија 12%. Следуваат реклами. Остануваме да ве поздравиме вас од Црвена линија и верувам дека веќе препознавате што следува, а тоа е секогаш добрата забава кај моите комши. До мене конфискуван како нивен гостин е Војо, а мајка ми домата вика Војо змија. Овој другиот во другото студио слично. Војо животиња. Кате, како ќе ја преживее емисијата? Кате, шекер и вода ако донесат од режија, во следниот еден час мислам дека со моите гости ќе издржиме заедно. Кате, јас и ти треба во Австралија да живееме. И ми донеси пердувчиња за среќа. Не знам колку ќе ми помогне. Што имаш за среќа? Што ја донесе? Пердувчиња. Пердувчиња за се како море ќе ти служат? Пак јас ќе бидам лошиот. Ја почнавте емисијата. Ја почнавте емисијата. Чекај барем шпица нека